Слободата во духовна и социјална смисла за човекот представува суштествена потреба и основа за творечко живење на човекот. Џон Стјуарт Мил, роден 1806 година, живеел до 1873, бил приврзаник на Адам Смит и бил против романтизмот, сметајќи дека разумот мора да владее во општествените односи. Домашен пријател му бил Джереми Бентам, кој ја поставил утилитаристичката теза за најголема среќа за најголем број на луѓе. Латински и грчки научил до 5 година, а на универзитет отишел со својата 12 година. Во однос со сознанието вели дека тоа е основна асоциација на перцепцијата и нема сознание за нешто што не минало низ искуството. Единствена постапка со која се доаѓа до нови сознанија представува индукцијата, во која од реалните нешта постапно се оди до нови сознанија. Под логика на искуството, Мил подразбира дека во природата постои еднообразност, односно она што се случило еднаш ќе се случи и друг пат. Петте форми на реални односи меѓу појавите во индукцијата на Мил се следните. Метод на согласност. Ако во низа појави забележиме исто нешто, тогаш тоа е причина или последица од тоа нешто. 2. Метод на разлика. Ако постои само една разлика, тогаш таа е суштествена и неопходна за одредена појава. 3. Метод на согласност. Разликата како комбиниран метод, ако повеќе случаи се согласуваат и разликуваат со исти појави, тогаш тоа е нивната причина. 4. Метод на остаток. Ако кај сложените појави знаеме од што е предизвикано нешто, тогаш другите околности се причина за останатите нешта. И 5. Метод на придружни појави. Ако не сосема, туку само делумно, ги измениме околностите поради што нешто се појавува, тогаш може да заклучиме што е причина, ако тоа се јавува секогаш со нова последица. Етичкото учење на Мил представува утилитаризмот. Тоа е најраширена и доминантна етичка ориентација денес. Либерализмот во модерната епоха представува барање на суштествена и универзална слобода за луѓето. Најзначајното дело на Мил е за слободата, а потоа ги дава своите емпирички погледи во систем на логиката.